Ajde, kao, najbolje i drago mi je što sam te upoznala, kao da si mi sestra, je tako? Da zdravo dođete k vam kući. Hvala, и ќе ви дојдеме пак, се надеваме во блиски днина. Ама липа, бук. Ајде, чао, чао. Погосто примливи до се нигде не мало. Јас мислам. Денес одиме на крстарење, не толку работи носам што секојаш мора нешто си заборам. Здраво, здраво. Нема никој, тоа е тоа. Еве, стигнавме на бродот. We'll put a life jacket on you guys. Just because you do not know how to swim does not mean you can't have fun today. This is the first group of people, guys. We've got a full boat today. So you might have to share some sitting space with people you don't know. I do it every day, trust me. It looks worse than it is, but hopefully you make some nice friends from around the world today. Enjoy, and that's it, guys. Bravo, dobrodošli. Hvala. Како капетан управува со бродот, види, со ногата. Сегде спокојно си седат, си мируват, кај нас шербети течат, телефони во вода ќе заминат. На рака се туркат. На рака се туркаме. That's with water. Yes. Wet wipes. Wet wipes. For wet people. Crazy people, kako se za mene izgleda kako crazy people. Леле. Сега овака да Баклави се носат. Сега однеси го му. Јас од тука да излезам како. Димита. Very smart. Тука. Smart people. Не бе, кај да одиме сме најзабејани, онака од старт. Добро се видам дека баклава ради како сандвич. Ама гледа, само ние носиме баклави, чоколаден пудинг. Малц, доволно. Дојде за глупави идеи. Ама ќе му летнеш од телефонот преја. Леле, замисли летни во. Овде бака се Ама добро да ги паднеш. И после оттаму во вода. Ама добро, после со опремата за нуркање ќе го најдеш. Еве, крофна, млекото е спремно. Сега влегуваме, се капиме и се префрламе на GoPro-то. Тука има еден брод што бил потонат, ќе пробаме да го побараме и имаме нуркачка опрема. Дури може да ме видите како изгледам. Како изгледам? Многу добро. Јас сакам да скогнам одгоре како ќе скогнам со ова. Па добро, дај ми го си да чувам, после плај го Да бе, сакаш. ќе ме да обараме и потонатиот брод тука негде, го слушна вајда човека. Да. Ама да се качам горе? Е, па сакачи се горе како ќе скокнеш од озгора. Ајде да. Изгледа ќе се скока сега. Ајде. Како сте? Македонија? Македонија? Да. Ей! Ајмо. Važi. Јас ова не знам да ракувам или не знам што е работата. Аме чекај малце, ова не знам да ракувам. Чекај. Абе, чубраме. Издувај водата. Нема појке. Нема појке. Абе, носите ми падај. Потонатиот брод. Го виде? Да.
Да. Да. Си најдов јас што е за мене. Вака не е толку добро. Вака е по-убаво. Сега сигурно ќе го видам бродо. Леле, колку е убаво вака. Си пловам. Го види убаво бродот? Па шо знам, голем е? До кафе. Ајде сега ќе ти кажам, можеш да нурниш и без онако дишалка. Само Да, ама сега ќе да со научарите. Да. И вие ќе го погледнете тој потонат брод. Чамче. Синот на Титаник. Море, стварно потонат бил. Ние сме на Шолтра Волтра. Ние сме на Шолта островот. Димитар е многу весел, среќен и радосен. Многу. Многу дува, сега име на Blue Lagoon. И ќе се капиме. Јас се враќам на старата традиција со гумата. Леле. Ми се спие. Комотно можам да заспием тука. Сега одиме на кај Димитар. Леле, пак иди кит на кај мене. Леле, ќе моте пак кито. Можам само да забележам како уживаш овој сончев ден. Ама овај птинче островски ветер, а? Ама са шо треба? Ме преврти. Мене може да ме превртиш, јас не сум гума. Чекај, дај вака да се фатиме, кренија малку ногата, вака. Ево, ти во Грција не се дешаваше? Абе, застани со тие нозе, тебе, види го, бе. Значи, ке дом ќе интервенирам. Абе, застани, бе, тргни се. Пристигнавме назад. Делува максимално весело, расположено и одморено. Сите сме осолени. Сако ќе ги гризам и прстите, дури и со зачин ќе ми видат со вкус. Сега, што правиме сега? Морска сол. Сега ги носиме, работите кола. 36. Одлути се навесне. Лили, шубавко си ти, бе. Зошто си толку убав? Оти ме одврзваш? Само едно ти е врзано.
Ле, главче, уше, убо. Што саки снимаш шо веце? Не сакам да кажам дека употребата на вакво веце може да е играње со смртта, брат. Не е лошо? Слободно влези. Чувствувај се како дома. Са моето може нигде да е. Не бе, таман, не се страшно. Опа. Ладно е, ладно. Топличко, топличко. Ти да бегам. Коцацко си. Моите ми рекоа да сум се инсталирал тука, за да сме јаделе. Тука ќе содржи The Secret Dinner. 7 сатот и 47 се враќаме назад за брзо. За 1 сат негде ќе тргаме. Прво одиме да однесеме мајка ми на аеродром во Тузла, тоа е во Босна, и после тоа одиме Битола, односно Скопје па Битола, па Скопје. Пак снимаш? Пак снимам. Сакаш вода? Не ќам вода! Ми ја испрска цела камера, ми ја испрска за ова. Скапо ќе ти платам. Ке ми платиш? Да. Не се, ај се спије. Односно ќе ти наплатам. Ке ми наплатиш? Да, бе. Цела камера ја испрскај. Мисле сакаш вода. Да? Да. Ти реков да наполниш од извора? Ќе го кркова, јас не знае какви техники применувам за одмазда. Ајде, треба да одим, ајде. Чекај мама, нека ми напред да јадам. Замисли дојди и му речем да чекаме ти ми напред за јадење. Да го извеште. И ќе рече, авај земи, Еве тука овај 20 го имаш. ова е леп, не? Да, чекај ви Овај. лупче да се земам. Ова. За сендвич. Абе добро да. Празен ама. Со кашкава е цел пол. И само со кашкава. Да, Сендвич со кашкава. да, бе. Димитар ги покажува своите терапевтски способности. Што мора да ја поравиме жената? Среде на работа. Мора да се врати во топ форма. Да. Или до изместена, или се, или ништо. Или за на рехабилитација, или за на работа. Или на други ќе му отвориме работата, е поправа. На ремонт. На рем. Што злобно тука ние. Стигнавме во Тузла, на овај мини ерпорт. Уште да се спушти ова мапа и се ќе биде супер. Сега ќе се враќаме преку Србија, затоа што ни е поблиску. И ако таму ситуацијата не била нешто најсјајна, се надеваме нема да не задржат во војската. Мислам, мене нема сигурно кој ќе ме видат ваков. Картата е спуштена. Уште по ваков пат не наима однесена навигацијата. Ние си мислевме асфалт ке има. Тоа досега едно 1-2 километри возам по некој земјен пат, низ некои прашуми. Видете го само пат. Дали ти се допаѓа патот, брат? Зашто дојде тука во Пребокса? Брат, тука дојде навигацијата. Дека е да надира зато. Оди лева, ајде, не знам. Знаеш како? Јас мислам да одам ваму, да ја свртим и наваму. Гледај, не ме окривувај мене пред се, затоа што тоа го даде навигацијата. Ајде бе, ајде, жити се мене. Стигнавме во Македонија, конечно. Овој пат беше многу полесен за враќање, ти возиш едно 300-400 километри само право, само по автопат. Ни вртиш негде ни ништо. Морот, чудна работа. Знаеш дека прв пат ми се дешава да ми тече крв? Ама уште на Црна река ми се вртеше, цело време.